Пепелта која со месеци седеше на отворено на одлагалиштето во рек Битола по вонредниот надзор на Инспекторатот за животна средина на 26 март. Експресно се затрупа со земја. Увидот на инспекторите беше спроведен на барање на битолското обвинителство, кое оформи предмет и истражува дали на одлагалиштето се почитуваат прописите за одлагање на пепелта, зошто се разнесува низ Пелагонија при посилен ветер и дали се загадува животната средина. По налог на инспекторатот купиштата пепел се покриени, а од комбинатот тврдат дека ваквата состојба ја наследиле. Сега ставен е во функција и системот за влажнење на пепелта, кој не работел поради недостиг на механизација и работна сила. Откако дојдовме на оваа функција во септември 2024 година, затекнавме огромни количини на неиспланирана пепел со огромни купови и од тоа немањето помошна механизација и наша и од надворешни фирми. И сето дека тоа се среди и се истуркаа тие купови на пепел и се покри со земја, помина време. Сега можете да видите дека сето тоа е завршено и знаеме дека во иднина повеќе нема да се повторуваат такви работи, затоа што не сакаме никого да ставаме во животна опасност, значи да се загадува просторот пред се и самите ние тука што сме постојано на работа и за околните населени места и градот Битола. Но не може целосно да се исклучи разнесувањето на пепелта, а тоа се случува кога системот за влажнење е во дефект, потоа во зима кога не работи поради ниските температури, но и кога дува топол ветер. Овој транспортен систем е со должина околу 4 км и почнува од собирниот сад за пепел, така наречен бункер за пепел, каде што пепелта излегува од бункерот, се носи во една постројка каде што се навлажнува до потребната влажност и на тој начин во полусува состојба со систем на транспортни ленти се носи до одлагалиштето за пепел, каде што преку одлагачката машина што ја гледаме се одлага во касета. Южните топли ветрови ја сушат пепелта уште додека на транспортерот. Ние ќе навлажниме на стартомите тие 4 км транспорт, дополнително исушуваат пепелта и во моментот на одлагање може да се види такво развојување. Колку е полош квалитетот на јагленот за производство на струја, толку е поголема количината на пепел. Годишно на одлагалиштето се депонираат над 1,5 милиони тони. Тука се врши касетно одлагање на пепелта. Да напоменам дека во рек Битола имаме 3 одлагалишта на пепел. Ова е работното, односно главното одлагалиште на пепел. Имаме уште 2 дополнителни одлагалишта на пепел, кои што се користат исклучиво во ситуации кога оваа одлагачка машина е во одреден застој или ремонт. Предистражните действија на основното јавно обвинителство Битола се во тек. Увид на одлагалиштето покрај Инспекторатот за животна средина изврши и СВР Битола, а откако ќе завршат сите задолженија што ги побара обвинителството, ќе се донесе одлука како понатаму ќе се постапува за овој предмет.